премногу беше еуфорија во тој момент, ковидот уште траеше. Да. Уште имавме економски проблеми, Русија со Украина. Значи многу работи и на глобално, на светско ниво мава и мислам дека една од причините зошто така бегло, да не речам, помина целата приказка во Македонија. Единствени кој што во тој момент го дигна гласот за волја на вистината беше ВМРО да помине. Кој што јасно, гласно и прецизно го детерминира тоа што правите денеска, дека вака ова не може да помине. И јас се чудам зошто и тие и заедно и со председателот не сте барале политички консензус за оваа работа. За да не се доведеме во ваква ситуација. Ја искрено види, се обидувам да бидам политички реалист и не сум го предложил тоа затоа што сум мислел дека поларизираноста после Преспанскиот договор веќе не остави простор никаква да се пристапи кон некој национален консензус по било кое прашање. И тука мислам СДС, ајде се условно да кажеме се коцкаше и изгуби. Затоа што мислам дека тоа ќе помине. Не изгуби СДС, изгубивме ние. Извини, никој не ми даде право нити на Ковачевски, нити на Заев, нити на Пендаровски да преговарат во моје име. Те молам. Никој не им даде право. По крајна линија постои оваа држава препознава механизам за најдиректна демократија, се вика референдум. Зошто не го направија тоа?